Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитуван директоре на Јавното предпријатие за државни патишта, почитуван заменик министар за транспорт и врски, председател на Советот на општина Маврово Ростуше и надзорни инженери, почитувани представници на изведувачите, почитувани граѓани. Драго ми е што денеска сум во општина Маврово Ростуше и Реканскиот крај, каде што се наоѓаме на еден значаен капитален објект и проект за општина Маврово, за општина Дебар и за сите населени места од овој регион. Денеска со директорот на Јавното предпријатие за државни патишта и заменик министерот извршивме увид во рехабилитацијата на регионалниот пат од Маврово и Анови до Жировница, многу значаен патен правец како за жителите на овие места, така и за развојот на туризмот во Мавровскиот регион, патен правец со должина од 18,5 километри. Инвестицијата е вредна преку 6 милиони евра и сама по себе говори за поддршката која што ја дава оваа влада за рамномерниот регионален развој на сите наши региони низ државата. Градежните работи се одвиваат со добра динамика, потребно е да се изврши реконструкција на коловозната конструкција, санација на 8 мостови, изградба на потпорни ѕидови и реконструкција на сите градежни објекти на овој патен правец. Маврово, но и Реканскиот дел се многу значаен регион, каде е потребно да го развиеме туризмот од сите аспекти, но истовремено да ги подобриме условите за живот на граѓаните во овој регион. Нашите залагања и примарен фокус е да обезбедиме подобри услови во патната инфраструктура, исто така и во делот на комуналната инфраструктура. Она за што сме надлежни, се со цел да го подигнеме нивото на услуги во целиот регион. Во делот на патната инфраструктура, целосно го рехабилитиравме патот од до Стража и понатаму до Кичево, рехабилитиран е делот од патот од Маврово и Анови до селото Маврово, реконструиран е патот од Маврово до Никифорово, а во овој момент се реконструира овој пат до Жировница. Во годишната програма на Јавното предпријатие за државни патишта предвидена изградба на регионалниот пат од Гарски мост до Извор. Тендер е предвидено да се распише до крајот на мај. Во програмата предвидена е реконструкција на патот од Гарски мост до Лазарополе, како и реконструкција на транзитот низ Дебар. Исто така се работи на проектирање и изградба на новиот автопат од Букојчени до Кичево, а веќе информиравме дека е потпишан и меморандум за соработка со цел подобрување на квалитетот на целиот коридор 8, проект од стратешки интерес за државата. Во делот на комуналната инфраструктура, во завршна фаза изработката на проектот за изградба на водоводен систем за село Аџиевци, индустријската зона Аџиевци, како и проектот за изградба на пречистителна станица за Маврово и Анови. Генерално можам да кажам дека засилено работиме на територијата на целата држава на околу 300 километри патна мрежа, инвестиција од околу 825 милиони евра. Како што споменав, подобрувањето на состојбата на патиштата е од особено значење и за граѓаните, и за компаниите, и затоа заедно со Јавното предпријатие за државни патишта максимално сме посветени на реализација на она што сме го зацртале, а тоа е модернизација и подобрување на квалитетот на целокупната инфраструктура во државата. Ви благодарам. Почитуван министар за транспорт господин Бучварски, почитуван заменик министар господин Реджепи, почитувани представници на медиумите, Јавното предпријатие за државни патишта отпочна со целосна реабилитација на регионалниот пат делница Маврово и Анови Жировница со должина од 18,46 км, инвестиција вредна 6,18 милиони евра. Трасата на оваа делница всушност е продолжување на веќе реабилитирана делница Бунец Маврово и Анови. Со проект за реабилитација на Маврово и Анови Жировница предвидено е да се изведат повеќе градежни зафати, како што се еднослојна и двослојна надградба на сегменти од трасата каде што површинските оштетувања се поизразени, нова коловозна конструкција на делови од траса каде што коловозот е во лоша состојба,
Предвидена е и санација на 8 мостови, реконструкција, доградба и изведба на нови потпорни зидови, нова сообраќајна сигнализација, обележување на патот и други работи со кои ќе се подобри безбедноста на делницата. Во моментот се работи на расчистување на теренот, лево и десно од патот, на речиси на чистење на пропусти, санација на мостови, како што е ова санација на мостот на која што сега вршиме увеќе. Се работи и на реконструкција и доградба на постоечките потпорни зидови, како и на изведба на нови потпорни зидови. За нас, како јавно предпријатие за државни патишта, безбедноста е пред се. Затоа очекуваме изведувачот на работите ИСО 2000 и Пелагонија од Гостивар квалитетно и навреме да ја заврши доверената работа. А надзорен орган на работите ГИМ заедно со Евроконсалтинг и ИРД Евроинженеринг. Воедно сакаме да најавуваме дека за брзо време, во половината на мај, ќе почнеме и процедура за избор на изведувач на регионалниот пат извор Гарски мост. Цел на проектот е да се добие оптимално решение со што ќе се обезбедат подобри услови за одвивање на сообраќајот, што значи безбедно, побрзо и непречено одвивање на сообраќајот. Соодветно на категорија на патот, при што ќе се скрати времето на патување помеѓу Кичево и Дебар. Ви благодарам. Индруар министер и транспортит Zotri Rexhepi të nderuar përfaqësues të mediumeve, ndërmarrja publike për rrugë shtetërore filloi rihabilitimin e plot të rrugës regionale seksioni Hanët e Mavrovës deri në Zhirovnic, me gjatësi prej 18,46 km, investimi me vlerë prej 6,18 milion euro. Trasa e rrugës së këtij seksioni realisht është vazhdimsi e pjesës veçmë të rehabilituar të seksionit Bunec-Hanët e Mavrovës. Në projektin për rehabilitimin e kësaj rruge, Hanët e Mavrovës Zhirovnic, janë paraparë të realizohen disa punime tjera ndërtimore, si ndërtim një shtresor dhe di shtresor në disa segmente të trasës, ku dëmtimet të sipërfaqeve janë më të theksuara, një konstruksion i ri rrugor me pjesë ku gjendja e saj është keqe. Parashifet edhe riparimi i 8 urave, ndërtimi i shtesë i mureve mbështetëse, sinjalizimi i ri, shënimi dhe sinjalizimi horizontal i rrugës dhe punimet të tjera të cilët do të përmirësojnë dukshëm sigurinë në komunikacion. Për momentin punohet në pastrimin e terrenit nga ana e majtë dhe e djathtë e rrugës, pastrim dhe sanimi i urave, siç është sanimi i kësaj ure, ku tash ne jemi dhe realizojmë inspektimin. Punohet edhe në rekonstruimin dhe ndërtimin e pjesës shtesë së mureve mbështetëse, si dhe ndërtimin e mureve të reja mbështetëse. Për ne si ndërmarrje publike, rrugët shtetërore, është shumë e rëndësishme siguria në komunikacion, prandaj shpresojmë se realizuesi këtij punimeve, ISA Dimi dhe Pelagonia e Gostivarit, do t'i realizojnë në mënyrë të shpejtë dhe me kvalitet punimet në këtë rrugë, si dhe mbikëqyrësi i kësaj pjesë të rrugëve që është GIM së bashku me Eurokonsaltingin dhe IRD Inxhinieringin. Gjithashtu, kur jemi këtu, duhet të paralajmëroj se së shpejti në pjesën e parë të muajit maj do të fillojnë edhe procedurat për zgjedhjen e realizimit të punëve në rrugën regionale nga izvori deri në urën e garës, që do thotë se do të lidhim në mënyrë më të mirë, në mënyrë më të sigurt relacionin dhe lëvizjen e qytetarëve nga Kërçova për në Dibër. Ju falenderit shumë për momentin.